Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Какви се плановите на општина Свети Николе во однос на почетокот на ученичката година, физичка или онлайн? Според информациите и утврдените насоки, меѓу тоа и барањата од родителите и од наставниците, веќе општина Свети Николе поднесе барање до Министерството за образование за комплетно наставата да се одвива со физичко присуство на учениците. Се прават сите подготовки што се однесува до тој план. Сметам дека ги исполнуваме условите, бидејќи знаеме дека голем дел од училиштата имаат оделенија под 20 ученици. Мислам дека на ниво на општина Свети Николе се околу 5-6 оделенија, меѓутоа нивниот број е околу 22-23 ученици, со тоа што првично ги исполнуваме овие услови за физичко присуство на учениците. Кои се потребите на училиштата, односно што се општината треба да прави во текот на целата година додека трае ова физичко присуство? Со директорите на училиштата веќе сме првично договорени да бидеме спремни за онлайн настава, затоа овој период го употребуваме за овие подготовки да бидат се во најдобар ред, односно поставување на IT мрежа и секако набавка на компјутери со цел ова настава може да се одвива, и во ворени услови, односно онлайн. Се надевам дека до почетокот на учебната година ќе бидеме спремни за вакво. Да, со отварањето на градинките на 9 септември донесовте одлука како општина поголемиот клон да остане затворен. Излезе дека е тоа исправна одлука. Што е планот за таа? Да, врз основа на информациите што ги добив од страна на директорката на градинката, една од работените имаше симптоми на COVID-19. За наша среќа се потврди дека истата е заболена, добивме и конечни резултати. Во меѓувреме донесовме одлука да не ја отвараме клон 1, односно градинката Рајчовка клон 1 и не ги примавме 110 дечиња, што требаше да ги примаме во средата. Врз основа на епидемиолошкиот наод од страна на епидемиолозите од Центарот за јавно здравје од Велес, во самоизолација се пратени уште две негователки што биле во директен контакт со негователката од градинката. Со тоа мислам дека ги исполнивме горе-долу условите за почеток, односно за старт на клон 1. Извршивме и ворена дезинфекција во саботата на целата градинка на клон 1, заедно со дворот во градинката, и со тоа денеска ги извршуваме оние приправни работи, допълнително чистење и дезинфекција. Се надевам дека ќе бидеме спремни веќе утре, односно среда, да стартуваме со почетот на градинката, односно да ги примаме секите тој 10 дечиња што беа вратени дома. И бидејќи општина Свети Николе и градинката Рајчовка година навистина се грижи за децата, мораме да ги обезбедиме сите потребни услови за да утре да не се случи нешто што не треба да се случи. Ново заболени нема, односно тие во изолација се добри. Да, тие немаат никакви симптоми, дури заболената е веќе во добра состојба, така да очекуваме согласно протоколот за самоизолација да може да и овие две негователки да може да излезат од самоизолација за 10 дена. Очекуваме Министерството за труд и социјална политика да ни даде зелено светло за стартување. Да, и кои се според вас предизвиците на институциите образовно-воспитните сега во овој период? И на општина, не на општина како вас? Навистина се наоѓаме на голем предизвик. Знаеме со што се соочуваме, меѓутоа мораме да бидеме спремни. Ќе бидеме спремни, а од друга страна упатувам и апел и до вработените во сите институции, во градинката и во образовните институции на ниво на општина Свети Николе да се придржуваат кон протоколите. Се додека се придржуваме на протоколите, ја мислам дека нема да имаме никакви проблеми во овој дел. Инаку, уште еднаш потенцира, сме спремни на било каков вид на настава да се одвива во училиштата, секако и во градините. Моја општина. Македонски медиа сервис mms.mk.